Почитувани гледачи, добро вечер. По пауза од 2 месеца, еве сме повторно заедно на почетокот на уште едно издание на емисијата Отворено со градоначалникот. 2 месеци пауза заради предизборието, заради изборниот процес од локалните избори и заради она што следуваше по изборите. На последното издание на оваа емисија рековме дека ТВ каналот ВИС е со интенција да продолжи со оваа емисија без разлика кој ќе биде новиот градоначалник на општина Струмица, но изборите покажаа дека наш вечерашен гостин повторно ќе биде и во наредните 4 години господинот Зоран Заев. Господине градоначалнику, добро вечер, добре дојдовте повторно во емисијата Отворено со градоначалникот. Ова е всушност прво издание на оваа емисија во третиот циклус. Добро ве најдов. Повторно дозволете заради гледаноста на емисијата и следено од нашите граѓани. Уште еднаш да искористам можноста прво да се заблагодарам на сите граѓани на општина Струмица што излегоа на избори, што го дадоа гласот за оној за кој што мислеа. Да се заблагодарам на сите оние што гласаа за мене, но и на сите оние што не гласаа за мене. Јас продолжувам да бидам градоначалник на сите граѓани. Мојата намера и моето ветување од овој изборен процес, изборна кампања е дека Струмица има тенденција и сака да го одржи она кое што беше и досега препознатлива, а тоа е да бидеме прва општина која што сите ќе зборуваат по добро, струмичаните се гордеат со сите нови проекти, реализации кои што ќе ги имаме овде. Имаме капацитет за ваква општина, имаме трајна подлога вградена внатре, многу нови урбанистички планови донесени, кои што очекуваат своја реализација, кои што како самата реализација на плановите ќе значат и нови приходи на општината, општината ќе расте со нови проекти, нови убави моменти со кои што се надевам дека ќе бидат причина за уште многу години нанапред струмичани да се гордеат. Покрај сите овие работи кои ги спомнавте, вреди да се спомене дека на наше задоволство работените во ТВ каналот ВИС, вие сте единствениот во Република Македонија кој има отчетна емисија секој месец во годината и ние се гордееме со тој проект и се гордееме што ќе продолжиме и во наредните 4 години со оваа емисија. Се надевам дека ќе бидете точни во секое време. Секако, како и досега, сакам да останам доследен. Луѓето го очекуваат тоа од мене, граѓаните, гласачите на изборите, дека ќе бидам овде, отчетно да одговарам и на вас новинарите, преку поставените новинарски прашања, напред се секако и на граѓаните, кои што ќе имаат интерес секогаш да бидат во тек, информирани, да знаат точно кога ќе се реши ова или она работа, кога ќе се реализира овој или оној проект. Искрено се надевам дека ова кој што досега го оставивме како впечаток, ја знам дека сигурно има важна улога во поддршката по трет пат што ја добив од граѓаните, токму и оваа емисија заради отчетноста што ја има со својот карактер. Знам дека не случајно станавме најтранспарентна општина во Македонија, сигурно токму и поради оваа општина и поради многу други работи, но задоволството е секогаш мое, заради тоа што оние кои што ме избрале, оние кои што очекуваат да работам во нивно име, за нивна сметка, да секогаш бидам отчетен и кажувам се што ги интересира како граѓани на нашите Струмица. А задоволство на Ѓорги Калеџиев, Сузана Мицева и Вана Трајков ќе биде да бидат добри домаќини во секој последен четврток од месецот. Уште еднаш честитки за новиот трет градоначалнички мандат и ајде да започнеме со она што го подготвив како сценарио за оваа емисија. Како ги доживеавте локалните избори и очекувавте ли дека повторно ќе седнете на ова столче? Јас бев оптимист од самиот почеток, тоа го препознаа и граѓаните кај мене. Како ги доживеав, ако може да не ме подсеќате, грозно. Добро. Се надевам, јас нема да зборувам за таа работа, за да можеме колку што може побрзо да ги пуштиме позитивните подстреци, да бидеме пријатели, да си подадеме рака и да го тереме животот понатаму. Мало место сме, сите се знаеме. На сите ние во одредени моменти потребна помош, да си пружиме рака кога не треба помош. Кога ќе дојдат избори, да внимаваме да не се повторат вакви избори, оти навистина беа грозни според мене, гадни, испод секое ниво. Не беа ниту фер, ниту демократски, беа валкани, се употребуваше се и се што. И се надевам дека ова нема да допринесе кон оној менталитет кој што струмичани го изградиле многу пред мене. Се обидував јас да го додржам, да го градам како градоначалник, но не сум само јас, тоа сите ние треба пред се како политичари да го негуваме, дека секој пат да има една одмереност во целиот дел. Затоа тука ќе застанам во тој дел и ќе кажам дека
се трудам да го заборавам сето тоа што беше и да гледам само напред. Така. Храбро, надежно, дека навистина сите заедно мораме да работиме за нашата Струмица, без разлика дали некој е градоначалник, пратеник, директор на државна, општинска институција. Ние добиваме чест од нашите граѓани да ги водиме тие институции. Таа чест е уникатна, не ја добива секој во нашето општество и мораме да ја искористиме максимално во полза на радоста и среќата на нашите граѓани. Локалните избори заврши и веќе е конституиран новиот совет. Што очекувате од новиот совет? Каква соработка на релација совет градоначалник? Веќе се одржани и 2 седници, вашите први впечатоци. Сакам прво да нотирам една работа, за мене многу важна и секој пат, додека сум жив, сигурно ќе ми биде важна. Граѓаните кои што имале можност да влезат во кабинетот на градоначалникот или барем да прошетат по ходниците на општината, ги гледат сите тие слики на градоначалници кои што стојат таму, ниту еден од нив не е 2 пати биран. Јас ја добив честа да бидам по 3 пат биран. Така. Тоа е силно задолжение и обврска, но секако и огромна чест. Апсолутно тоа за мене значи само плюс обврска, да бидам уште подобар, да бидам уште поупорен, да бидам уште потрпелив, без разлика дали е криза или прогрес во општеството, да работам колку што може повеќе и навистина се гордеам што Струмица, таква како што ја имаме, со сите наши убавини, нашиот посебен народ, ми даде една, вака за мене, барем историска можност да бидам по 3 пат биран градоначалник на ова прекрасно парче земја под ова македонско поднеби. Таму се фотопортретите на сите градоначалници кои во историјата на Струмица ја воделе општината, но се уште ја нема вашата слика. Се уште ја нема, тоа сликата се става секако на крај. Кога ќе завршите со свој. Добро. Веќе за после прашање за советот, за конституирање на новиот совет и колку сте задоволни. Вака, знаете дека една од посебностите на досегашното работење на општина Струмица и една од причините за силниот развој на општина Струмица беше трезвеноста во одлуките што советот ги носеше досега. Од овие први седници можам слободно, спокојно да кажам, има прекрасна надеж да и овој совет биде навистина со таков позитивен подстрех дух да одлучува во името и за сметка на граѓаните, секогаш да биде приоритет тоа што е важно за градот и сите наши населени места, а политичките предрасуди да ги ставуваме колку што може во позадина. Нека бидат кога разговараме за тие кадровски решенија, но кога разговараме за проекти, за проблеми решавање или слично, навистина би било убаво да бидеме со дебати, со вадење на ставови, со вадење на аргументи, нека има надпревар на целата ова работа, но на крајот на денот, кога тоа ќе биде за градот, за општината, за населените места, да бидеме навистина носени во одлучувањето само со тој дух. Овој совет досега ги конституираше сите комисии, почна да работат комисиите. Еве трета седница е таа што се држеше, е одложена, но во вторникот продолжува заради здравствени проблеми на еден од советниците во советот. Веќе во средата на 5 имаме четврта седница закажено, каде што ќе излеземе со новиот буџет. Тоа е секогаш после избори, го проектираме целосно буџетот и ние имаме плюс причина поплавите, има силна рефлексија врз изборот, така да некои 200.000 евра внатре предизвикаа расходни ставки заради санирање на трапови, трапови на реки, за санирање на прокопи, заради одводнувањето што го правевме, мостови и слично. Така да со новиот буџет со кој што излегуваме, сакам да како извршител на овој буџет да најавам пред советниците почеток едноставно на мандат, кој што ќе биде убава испеглана можност согласно финансиските можности да го стартуваме третиот мандат. И со тоа се надевам дека немаме големи разлики, некој 0,85% е разликата од она што беше пред Нова година и сега донесено, но традиција е сите општини скоро во Македонија после мандатот дават ребаланс на буџет за да може да почетокот на овој совет и почетокот на мандатот на градоначалникот бидат прекрасна можност. Веќе се носат многу важни одлуки и на претходните седници во интерес на граѓаните.
Оваа седница сега имаме неколку одлуки за урбанистички планови, за легализација на објекти, завршни сметки се донесоа доста на доста училишта, се донесоа одлуки поврзани со јавните предпријатија во Струмица, така да знам дека овој почеток најавува убава иднина на работењето на Советот. Така, очекувате добра соработка, мнозинството го има вашата партија и еве сега ми се наметнало на прашање, импонира, претпоставувам, фактот дека Струмица е единствената општина во Република Македонија каде што вашата партија доби и градоначалник и мнозинство во Советот. Секако. Јас се гордеам со таа работа како политичар, како социјалдемократ. Времето во кое што социјалдемократите обстојуваат е навистина тешко. Од многу причини не сакам да оптеретувам и обременувам емисијата со тоа, но секако ме импонира, горд сум што токму јас сум првиот препознатлив социјалдемократ во Струмица, кој што по трет пат е избран за градоначалник. Мојата коалиција на мојата политичка партија има мнозинство во Советот и знам дека тоа е доста значајно како недвосмислена порака од граѓаните. Даваме поддршка и покрај вакво време кога граѓаните генерално во Македонија се определени за десничарите, даваме поддршка и се надеваме дека таа поддршка ќе биде оправдана. Така да врската останува да ја оправдаме. Така. Кога е кај оправданоста на таа доверба што ви е укажана од страна на граѓаните, каков треба граѓаните да го очекуваат третиот мандат на Зоран Заев споредбено, компаративно со претходните два? Според мене во најмала рака да биде трендот исти. Тоа значи ако имавме исчекор во првиот мандат, втори исчекор во вториот, во третиот, да растеме. Јас само едно ќе кажам, го кажував и во кампањи при крајот на вториот мандат, кој да дојдеш после Заев. Има убава основа оставено зад себе. Силна, моќна општина со огромни перспективи, со ресурси кои што може да ги користи за секој момент кога треба. Разработена. И не само тоа. Така. Создадовме нови капитални вредности кои што се трајно добро на граѓаните, тоа го потенцирам, оти многу општини отуѓаа имоти во овој период. Не знам, делови од јавни предпријатија продаваа пазари, не знам, продаваа одредени домови на култура, општински објекти и слично да дојде до пари. Ние изградивме огромни капитални проекти. Во глобал само има огромна вредност на сите граѓани, која што е 100% на собственост. Имаме нов гасоводен систем со цело јавно предпријатие кое што според мене мислам дека вреди повеќе од 3-4 милиони евра. И тоа се капитални вредности кои што општината сега во иднина може за не дај Боже да ги инкасира. Заинтересирани ќе има секогаш. Продолжуваме со трендот да создадеме нови вредности. Иако е криза, сакаме да ги создаваме тие вредности, на тој начин и прекосиме на кризата, но едно што мора да знам јас сум на чисто, да те гласат по трет пат струмичани, тоа значи дека полагаат огромна надеж. Тоа значи имам оврска да покажам дека Струмица ќе чекори пред сите други општини како што и чекореше досега и дека ќе предначи во тој правец. Можам да кажем дека администрацијата е генерално спремна, ќе имам одредени поместувања заради освежување или слично, заради нов мегдан и нови аспирации на вработените. Немам намера нешто тоа да казнувам или слично. Реално, мојот успех не е само мој, заедно со администрацијата, советот, од сите советнички групи, така да соодветно, ако мене ме наградиле граѓаните трет пат, ќе идат и некои други награди на вработените, но се надевам дека растот на Струмица ќе продолжи. Она кое што сакам да го очекуваат, тоа е согласно моето ветување на граѓаните. Ние имаме комунална инфраструктура прилично решена. Пред се за градот. Канализациите во трите населени места ќе почнат оваа година се градат и некои други. Почнуваме веќе со проектни документации завршени и ќе стартуваат. Но она кон кое што ќе биде глобалното нешто на што ќе се насочиме, се економскиот раст и развој. Ако некој има ваква можност, Струмица го има тоа, заради индустријските зони, заради веќе продадени парцели, заради оврската да почнат да градат. Се надевам дека околу Агрокор ќе се случи огромно градилиште на нови фабрики. Зона Сачево ќе биде градилиште на нови фабрики. Сакам да покажам пред моите сограѓани кои што ме гласале, но и пред цела Македонија дека може. Дека може, иако е криза, да има инвестиции, да се отварат работни места. Како политичар шетам по цела држава и гледам како се празна целата, тоа е така и кај нас, но навистина во посеверниот дел од нашата источна Македонија имаме
села кои што 2/3 се имат испразнето. Биле 970 жители, сега се 370. Заминале младите, ги зеле дечињата, после и родителите да им ги гледат дечињата во странство. И ако сега држеле порано настава во училиште, сега се во домот на културата, тоа ти порационално е. И тоа е навистина запрепастувачки. Единствена причина е невработеноста на младите. Тоа е економски раст и развој, сакам да го насочам. Тоа нема да носи пари во буџетот. Во иднина нашите буџети ќе паѓат, зашто ќе се насочиме на проекти кои што ќе бидат прилично слободени од комунали, ќе купуваат ефтино земјиште, со сите стимулации, но бенефитот кој што ќе очекаме е нови работни места. Така да буџетот ќе паѓа, и окей, нека паѓа, инфраструктурата е прилично решена, со тоа што ќе го имаме како буџет, ќе градиме и доградуваме инфраструктурата, но ќе се посветиме на други вредности. Не дали имаме тоа ние поголем буџет од Карпош, од Велес, од Прилеп или слично, не дали има повеќе фабрики кај нас, дали има повеќе производствени погони. Тоа е дел најизразениот во економијата, а вториот дел е она што сакам да во туризмот, како понуда да го надоградиме, е силна гранка на економијата исто така. Го најавив на 3 локации, се надевам дека развојот на Банско ќе се појави на повидок во делот на угостителството и сето она што значи терцијална дејност и отварање на нови прилично квалитетни работни места и пред се за млади луѓе. Чамчифлик и целата организација со голф терени, пейнтболи, не знам, параглайдерски патеки и слично, кој што се надевам дека како прва ваква локација во државата ќе привлече и странски и домашни туристи кои што ќе остават овде пари, а ќе отвараат работни места. Де факто, и се надам дека целото тоа ќе биде во еден пакет, еве до крајот на овој трет мандат, прилично јасно видливо како економски раст и развој на нашата Струмица. Ги имаме тие, јас сум економист, знам дека ги имаме основите, се надевам дека и времето и Господ ќе ни биде наклонет за да ги поклопиме коцките. Дај Боже нека биде така. Почитувани гледачи, 347-111, телефонот кој добро го знаете. Повелете, користете го овој број за вашите прашања до градоначалникот Зоран Заев. Во вториот дел од емисијава ќе одговориме на сите ваши прашања. Едно од првите ваши, ако не и прва ваша активност во третиот мандат, ја поминовте на велосипед. Што беше тоа? Тоа беше одложениот ден на денот на здравјето, 7, која беа прегласувањето на трите гласачки места, 7 април. Прегласувањето на трите гласачки места во Струмица, каде што иницијаторите и организаторите Младинскиот совет, средните училишта, велосипедските клубови и слично, и заради дожливиот ден, и заради изборите го одложија наредната седмица, каде што првото појавување е после официализирањето на резултатите, добивање на уверението, како градоначалник кој што го почнува третиот мандат, беше заедно со младите луѓе, со една велосипедска прошетка низ голем дел од улиците низ градот, го одбележиме денот на здравјето. Така. Една од активностите или еден од проектите реализирани во изминатиот период е секако она активност која се однесуваше за тренинг, ако можам така да го наречам, за справување со пожари на отворен простор. Тоа е проект на Општина Струмица во соработка со UNDP. Така. Како помина таа акција? Одлично и се повеќе неопходно и потребно за сите општини, но и за нас. Знаеме зошто е, која е причината за организирање на вакви активности. Трагичниот настан кој што се случи со големите пожари над градот, каде што изгубивме животи на 4 наши сограѓани, кои што ги дадоа своите животи штитејќи го градот Струмица. Ова, како реакција на UNDP беше нашето аплицирање за помош за било кој карактер на испомош во делот на превенирање на овие активности. UNDP први реагира директно, го прифатија проектот и еве ова веќе првата вежба беше на повидок, каде што на Чамчифлик заедно сите служби и Дирекција за заштита и спасување и медицински центар, Министерството за внатрешни работи, Црвениот крст, невладени организации вклучени во таа работа како Планетум, кој што беше вклучен заедно UNDP и општината преку противпожарната служба, демонстриравме превенција и начин на гасење на пожар на отворено. Тоа се тоа. Стравовите кои што еве на повидок е почеток на летото преовладуваат кај сите граѓани, така и кај нас во општината, дека ќе бидеме поефикасни, уште повнимателни во тој дел. Сите заедно ќе уште еднаш ќе си ги испровериме нашите обврски по протокол кои се што учествуваме во овие работи. Иако општината не е надлежна директно за гасење на шумските пожари, ние даваме испомош преку противпожарната служба. Шумското предпријатие е тоа што е надлежно, но се осеќаме први повикани, зошто оти ресурсите се кај нас.
противпожарната служба со сите технологии кои што стојат на располагање и сите човечки ресурси е прва што е повикана. Прекрасен проект. Сум задоволен како е целото тоа спремено, подготвено, организирано и демонстрирано. Бев таму заедно кога го спроведува во пракса како проект и ме прави како градоначалник поспокоен од порано, знаејќи дека сите тие и државни и општински служби се подготвени за не дај Боже. Но морам да искористам приликата. Почнува лето, граѓаните да бидат максимално внимателни. Видовме што од нешто ништо, како се случува трагедија огромна, која што ќе паметат генерации и генерации струмичени ќе зборуваат за неа, која што не сакајќи ги одзеде овие 4 млади животи во Струмица. Таму не зборувам тие секундарно, колку се тоа уништени шумите, колку е се изгорено, треба сега децении тоа да се обнови. Ќе пошумуваме и ќе обновуваме, но тоа што животите не се враќаат. Ама животите на крајот на вистина се огромната трагедија. Така, беше да не се повтори. Добро. Во последните 10 дена, или една недела, возачите од Струмица помалку се нервираат, оние возачи кои се сообраќаат по транзитниот пат, бидејќи на половина од транзитниот пат ќе се најде некој вработен кој ги упатува по други места да вршат обиколка, ако сака да се упатат некој Валандо или некој хотел Сириус и така натаму. Причината е можна едноставна. На транзитниот пат се вршат градежни работи во рамките на завршницата на изградбата на ободниот канал. Како да работите? При крај ободниот канал, конечно ги добивме тие согласности од Државната агенција за патишта, транзитниот пат е државен пат и со добивањето и организацијата на сите неопходни согласности од секторот за внатрешни работи овде, оделението за урбанизам во општина Струмица и комунални дејности, почнаа прокупите на тие некои без малку 30 метра, кои што значат транзитниот пат и припојување на двата дела, за да можеме и официјално да го пуштиме водниот канал во горниот дел, во тој еден дел кој што го имаме со трите каскади, за да може да го ставиме во функција, така да многу значаен проект. Многу често сме зборували, имаше одложување, тешкотиите околу неговата изведба ги видовме, иако бевме, јас би можел сега слободно да зборувам од многу причини, проектот е државен, а ние како општинари се нафативме да го изведеме. Многу пати зборувавме на таа тема. Многу пати. Значи, се одваживме, кога државата не го прави, да ние ќе го направиме. И ајде, парите ќе ги предвидите во буџет, но тешкотиите во делот на изведбата се навистина голема работа и заради тоа е државен проект, не е општински, но еве на крајот сме на овој значаен проект за општина Струмица, со тоа се решава преку 80% од горливиот проблем поплавување на градот Струмица при големите поројни дождови. Токму затоа нашите инженери пред се од комуналец офатија уште неколку, би рекол, отворени канализациони делови, за да може да бидат дополнение на ободниот канал, се со крајна цел и тоа што од одредени ридови не е фатено, биде абсорбирано, за да максимално го зголемиме тој процент од 80 до приближно 100, што се вика да ги отстраниме сите евентуални појави. Граѓаните гледат, сите сме сведоци, се повеќе се присутни поројни дождови. Јас сум помлад од вас, но мислам дека никогаш не било така. Така е. Се почесто и почесто имаме поројни дождови, поплавите во населените места и го извадија паметот и буквално најверојатно под психолошка мисла се повеќе ќе проектираме пари за превенирање на поплави. Пред се да го заштитиме тоа што е наша економија, земјоделието. Да, подобро да го превенираш отколку потоа да се плаќаат. Овие денови гледат граѓаните, комуналец веќе почна да го чисти Крушевска република, следува Светилијски порој, прочистување на внатре во урбаните делови на селата, ќе имаме на каналите, канавките, на се. Оти лето доаѓа, а летото поизвестно е да има уште повеќе поројни дожди. Така, добро. Она што е интересно е дека блесна малиот градски парк со новото руво. Колку средства беа потрошени за оваа намена и кога конечно ќе биде пуштен во употреба? Дадовме на дата околу 10 јуни, за да може навистина се да биде внимателно завршено. Одев принципиелно во делот на изборите да не брзам со некои работи. Мислам дека ако пуштам 3-4 проекти во време на кампања,
Нема да создам слика кој е Заев. Сликата е оформена за кој е Заев, општината што работела или не. Сакав да тоа биде квалитетно изведено, завршено како што треба, така да еве таргетирано ни е 10 јуни, на крајот директорот на Комуналец ќе ни каже оти тие ги одржуваат парковите дали тоа ќе биде така, но знам дека 10 е проектиран, датум за пуштење. Општината овде инвестира 800.000 денари и Комуналец 1 милион денари. Се работи за целосно возобновување на малиот градски парк. Значи, од осветлувањето до целата подлога доле подна, нови клупи, нови канти, урбана опрема вградена внатре со убави нови моменти, граѓаните може да ги видат во целиот дел. Тука ни е макетата на црквичката, јас морам да се заблагодарам на изработувачот Митко Цветков, наш сограѓанин, кој што навистина донаторски ја изработи без било какви средства, од љубов. Тоа е таа наша соборна црква која што ја градиме, како ќе изгледа во финална фаза, па граѓаните може да прават убава споредба, која ќе видат таму на терен колку тоа е изградено, со делот на макетата ќе знаат уште колку има тоа да се гради. Одлично, и убаво изгледа така. Убаво изгледа, го оплеменува самиот парк. Се заблагодарувам на авторот, значи, за ова работа, но следува ново оплеменување кое што се надевам дека до крајот на летото ќе го завршиме. Се во зависност од финансиските средства, тоа ќе биде делото на Митко Тошев за споменикот на Гоце Арнаудов, кој што да треба да биде токму во малиот градски парк како финализација негова, но се уште постојат овде изработки, леење во бронза и слично, за да биде и таа работа завршена. Каде ќе биде лоциран? Ќе биде лоцирана токму во централниот дел на малото градско паркче, каде што порано имаше фонтана. Таму. Веќе има некоја платформа направена, така? Планирано е тоа за таа работа. Таа локација е утврдена и од Советот, со одлука на Совет, така да ќе биде овде направена. Среќен сум што Струмичани го доби на конкурсот споменикот чини 1.400.000 денари со сите постаменти и се. Тоа се некои 23.000 евра, ако не се лажам. Е повеќе од човечка големина, димензиите на споменикот. Повеќе од природна големина. И се надевам дека ќе бидат задоволни граѓаните за тие пари што сме истрошиле да направиме една вредна уметничка работа за нашата славна личност, се разбира, Гоце Арнаудов. Така да малото градско паркче, се надевам дека ќе ги врати прекрасните традиции и спомени на многу струмичани. Години поминале, сега оваа реконструкција треба да биде мотивација плюс, постарите да се потсетат на помладите години. Оти таму се раѓале многу љубови. Се надевам дека има доста моменти, јас барем имам, се надевам многу наши сограѓани, така да во малото градско паркче, барем за овој дел од градот ќе имаме едно убаво катче каде што ќе поминат убави моменти. Добро. Кога спомнавте макетата на црквичката, макетата на црквата на Соборниот храм, кога сме веќе кај Соборниот храм, до кај е изградбата? Тече ли? Организација правиме максимална за сите тие платформи заради високиот дел на црквата. Јас само уште еднаш ќе кажам, 54 метра е висок храмот до темето на крстот. 48 е без крстот. Значи, целото тоа треба да предизвика толку многу оплати, колку што во Македонија сите да ги собереме нема. Организацијата е Софија, делумно Белград, да преку градежни фирми изнајмиме, откупиме платформи, за да може да се монтират за втората фаза на растот, така да летниот период ќе продолжи целата оваа изведба и изградба на црквата. Целта е да колку што може побрзо го изведеме целото ова до карабина фаза покриена. Така, кои други проекти се во тек и имаме неколку проекти, така да знаат граѓаните. Не знам, јас очекувам некаде, на 5 председниците на Советот заедно со советниците, но и со УСАИД, ќе ги пуштиме заедничките проекти за реконструкција на училиштата во Банско и реконструкција на прозорците и вратите во Никола Карев средното училиште. Два многу значајни проекти, заедно со УСАИД интервениравме и еве се предпуштање. После тоа продолжуваме со пуштањето на проектот за каптажа и резервоар. Имам специјално прашање, тоа ми е следно прашање интересно. Во финална фаза е каптажата, така? Ако дозволите само да ги најавам значајни моменти. Значи, очекуваме Алпина овие денови да влезе на патот М6 Сачево, со целото проширување. Тоа е значајно за граѓаните од Сачево, но значајно е за инфраструктурата на индустријската зона во Сачево. Овде имаме нов патен правец целосно, кој што ќе го возобновиме и граѓаните од Сачево го чекаат тоа и секако и стопанствениците, бизнисмените кои што ќе градат фабрики. Новина е добивме уште еден проект,
Тоа е изградбата на патниот правец односно во Ново Добрејци, од бензинската Минка се до Сеча, до крајот 850 метра, ќе имаме целосно асфалтирање на овој патен правец и уште еден проект. Тоа се канализационите системи, кои што очекуваме дека експроприациите ќе бидат веќе конечно одобрени, за да може да влезат со изградба на канализациите Добрејци, Просениково и Дабиле. Добро. И ја спомнавте каптажата во Банско, на резервоарот за вода во Банско, или така наречениот таложник. Што овој проект ќе значи за граѓаните? Тоа е значаен проект, значи неговата вредност е 3 милиона и 700.000 денари. Тоа е заедно со резервоар, филтер станици и се, ќе значи бистра вода. Тоа сега има проблем како што и граѓаните во Куклишот, и тој па се работи веќе како проект во Куклиш и следува после некој месец-два да го пуштиме во употреба. Тоа ќе значи дека при сите поројни дождови, кога налетуваат од планината, водите, тие се матни и влегуваат директно во домовите на граѓаните и имаат проблем. Така да бистрината ќе ја добијат, чистоката ќе ја добијат на водоводните системи, водите за пиење во село Банско. Многу значајно тоа за граѓаните од Банско, многу пати сме зборувале. Таму правевме резервари, правевме, спојувалишта од резервари до селото, цела нова водоводна мрежа, со нови приклучоци на граѓаните, беше изуништена целата мрежа. Остана уште ова финална фаза да ја завршиме, така да Банско нема да има мака од небистра вода за пиење, која што се случуваше сега при големи дождови. Пред малку зборувавме, градоначалнику, за пожарите на отворен простор или за шумските пожари, но се случи неодамна еден друг пожар. Пожар во затворен простор, а тоа е Домот на културата во Куклиш. Зборува за овој немил настан и се планирали реконструкција на Домот на култура. Така, ние веќе одржавме состанок со двајцата советници од СДСМ и од ВМРО ДПМН, заедно со представници од невладени организации од Куклиш, после нивен собир на граѓани и организација дојде во општината да направиме агенда. Така да се случи една голема трагедија која што ќе чини општина Струмица сигурно преку 250.000 евра, паушална проценка е тоа, на крајот архитектите ќе кажат. Овие денови го очекуваме извештајот од Министерството за внатрешни работи, од каде е настанат пожарот, за да може тоа да го обелодениме и граѓаните да знаат. После комуналец ќе влезе со целосно расчистување на ламарини, на саги и се што е од пожарот, за да после тоа влезат архитекти и направат проценка дали ќе може да се реконструира домото или ќе треба целиот да го срушиме и да градиме нов дом. Граѓаните од Куклиш, барем така најави, они се пак ќе разговарат, сакат најверојатно да си остане тоа што се го знаат од дедовци, како дом на култура. Таму имавме прекрасни активности, значи таму е комуналното предпријатие, ловечкиот дом, пензионерски дом. Овде беа децата од културно-уметничкото друштво, браќа Минкови, беа театарските представи, горе беше просторијата на матичарот, политичките партии имаа своји простории горе, имавме една предавална за англиски јазик, дополнително изучување и многу други активности се случува со него. Она кое што очекувам во иднина е најверојатно барањето на граѓаните да го возобновиме. Ќе се обидеме дали да најдеме средства од страна, но ако не најдеме, ќе треба со наши општински пари да го целосно реизградиме Домот на култура. На сметка на некои други проекти планирани, претпоставувам. Така е. Тоа го дадоа веќе кој приоритет, значи наредно планирани приоритет да има Домот на културата. Така. Но и за да можеме да планираме, ние мораме прво да направиме проекти, архитекти да излезат таму, да направат премери пресметки, откако ќе направат да во некој нов ребаланс на буџет, најверојатно есента кога ќе дојде да се прави, да ставиме први финансиски средства 2014 година, да се обидеме да го завршиме генерално како проект. Така, бевте во посета на соседниот град, но во другата држава, нели, во Бугарија, во Петрич, кој беше поводот? Ѓурѓев ден. Не само Ѓурѓев ден, тоа е вашиот имен ден. Така. Но секако тоа е ден на Петрич, да. Празник на градот Петрич, ќе го бележат и бев гостин. Ние сме две збратимени општини со прекрасни соработки. Лани не бевме, ова година беше ред да одиме, оти тие не почитуваат секогаш за време на нашите манифестации културни или празнични. Така да имав можност да уште еднаш разговараме со градоначалникот на Петрич, ги реафирмираме новите апликации за новите европски пари, многу често заедно аплицираме за овие европски проекти. И веќе реализиравте проекти, да? И се случи за мене како политичар една прекрасна можност која што да говориме. Најверојатно новиот премиер, немам следено сега телевизија, господинот Станишев од БСП.
Тоа е моја сестринска политичка партија, заедно теравме еднодневна кампањска активност како сестрински партии, оти тие помагале кај нас. Башка потеклото му е од Струмичко. Баш така. И ја искористивме оваа работа, се надевам дека тоа пријателство може ќе има одредени бенефиции за нашата Македонија, но и за нашата Струмица, која што го изградивме. Тоа беше причината за посетата на Петрич. Така. Ама и ви врви муабетот со градоначалникот или кметот на Петрич, господинот Велјо Илиев, може би заради тоа што и вие и тој го терате третиот мандат. Ако не се лажем, тоа е четвртиот. Четврт негов? Четврт мандат тера. Навистина? Да. Браво. Ќе одите ли по негови стапки? Ајде не зборам. Не, нема да одам по негови стапки. Добро. Бевте во Петрич, но бевте и дел од матурската парада 2013. Струмица повторно беше дел од таа прекрасна свеченост. Така, имавме многу репрезентативни активности овој дел. Матурската парада е веќе по не знам кој пат во Струмица организирана, каде што матурантите партиципираат во еден мегапроект, каде што се вклучени многу градови од многу земји од Европа. Се со цел да го соберат Гинисовиот рекорд, демонстрирајќи го моментот на зрелост или матурирањето на средношколците или тие генерации. Тоа е обид за соборување на Гинисовиот рекорд во синхронизирано играње, танцување квадрил, нели? Така е. Прекрасна е гледката. Тоа се млади стрекни луѓе кои што завршуваат средно образование, спремаат веќе матурски вечери, овде извежбани заедно танцуваат со своите соврсници. Така и плоштадот си го дава своето со своето отвореност. Плоштад имаме доволен за да може тоа целото да се. Така. Интересно тоа импонира. Во Македонија се вклучени само 5-6 града во манифестација, но Струмица е редовно скоро секој ден. Ова година приметија граѓаните, може и матурантите бевме поскудни, кризна година е реално. Немавме тоа заедно чадори, немавме убави мајци заедно, но го направивме и ова година. При тоа, негувајќи го духот, која криза се штеди на расходите, така да и во овој дел, но сепак бевме достоинствени учесници. Струмица со 2 настана беше на агендата на Европската Унија. Првиот настан беше одбележувањето на 9 мај, денот на Европа. Се случи една интересна културно-забавна програма која се случи во домот на Арама овде во Струмица, на која присуствува амбасадорите на Обединетото кралство и на Шпанија, но покрај тој настан имаше и некои пропратни други, посетата на Општинската библиотека и на некои други работи. Ајде зборуваме. Е вака, значи дипломатите од Европската Унија направија голема чест по повод 9 мај, денот на Европа, и сум радосен поради тоа што на вистина на самиот ден 9 мај дојдоа двајца амбасадори, амбасадорот на Велика Британија и амбасадорот на Шпанија, каде што по повод отварање на EU-info точка во библиотеката, каде што граѓаните може да се информираат целосно за се што е поврзано со Европската Унија и со многу земји од Европската Унија, со сите земји од Европската Унија, беше можност да бидат присутни овде двајцата амбасадори. Заедно направивме една презентација во Домот на културата, она што го имаме од кај нас како вредност со која што се гордееме, така да се испофаливме со овие млади, мали дечиња кои што се прекрасни уметници и се наша гордост. Си ја презентиравме новоотворената канцеларија за европски проекти во Струмица. Јас само уште еднаш ќе искористам можноста да таа канцеларија не е да прави само проекти за општина Струмица, туку да им помогне на бизнисмените, на владените организации, земјоделците и сите во делот на пристапот до европските пари. И во тоа ли сме единствени во Македонија? Први сме. Таа е единствена ваква канцеларија, отворена од општината, екипирана и кадровски, човечки, и информатички целосно, со се што треба. Сигурно големи работи многу знаеме, но и ние учиме, но сакаме се што знаеме да споделиме со граѓаните. Сервис сме како општина и навистина се гордеам со таа канцеларија. Таму работат млади луѓе, целосно подготвени за таа работа и ќе имат сигурно мултиплицирачки финансиски вредности, импликации кон граѓаните, обучувајќи ги, пренесувајќи го своето знаење да аплицираат до ИПАРТ како земјоделци, крос-бордерот со европските пари. Се отварат многу други можности во иднина и слично, така да сме подготвени во тој правец. Се извинувам. Втората работа е Европска Унија
автобус. Тоа имам последно прашање, само сакам да елаборирам уште малку околу посетата на 20 амбасадори. Вие ја спомнавте програмата, покрај тоа што тие со своето присуство дадоа значење на овој ден, на 9 мај, нели ден на Европа, иако пред тоа вие му дадовте значење традиционално во малиот градски парк и на денот на победата над фашизмот. Сепак, амбасадорите беа изненадани, пријатно, просто фрапирани од програмата која беше подготвена во чест на денот на Европа. Да не ги заборавиме малиот Стојан Стојанов, виртуозот на гитара, човек, детето кое ги зима сите први награди, па Зоран Маџиров на шишињата, па учениците од гимназијата Јане Сандански, па малата Цунева и така натаму. Беше навистина прекрасна програма и сите треба да се гордееме со тоа што им го покажавме на 20 амбасадори. Втората таа активност, втор пат, нели, општина Струмица се најде на агендата на Европската унија со така наречениот ЕУ автобус кој пристигна во Муртино, а тука беше и амбасадорот на Европската унија во Македонија Аиво Орав. Вие бевте дел од сето така тоа. Така е, коорганизатори заедно со Европската канцеларија од Скопје. Целта е да во сите општини Европската унија се презентира во руралните средини, сметајќи дека би било честно презентирајќи се порано во градовите, сега и во населените места. Муртино беше изборот да токму ЕУ бусот или ЕУ автобусот биде присутен овде, каде што директно амбасадорот во присуство на градоначалникот, но и на нивните служби го доловат целиот момент што значи благодети од Европската унија, предности на Европската унија, тоа кон што се стремиме сите, што е, зошто сакаме да пристапиме таму, зошто сакаме да бидеме дел од ова големо семејство и слично, каде што и дечињата во основното училиште Маршал Тито од Муртино можеа пред самиот амбасадор да ги дадат своите знаења поврзани со Европската унија. Амбасадорот имаше можност да ги прашува, да се презентира делумно пред дечињата, делот на Европската унија, но и дечињата да одговараат директно на прашањата на амбасадорот. Имам задоволство да поставам јас две прашања. За секој позитивен одговор дечињата добија топка, така да беше навистина прекрасно. После тоа имаше други активности паралелно од дечињата од село Муртино, цртење на цртежи, редење на слагалици и слични други активности. Граѓаните на Муртино дали пројавија интерес за автобусот, за ЕУ автобусот? Не само што беа масовно овде присутни, да го видат тоа, да земат флаери, да имат документи. Поставували прашања, се интересирали? Директни прашања. Има земјоделци прашували, например, околу за ИПАРД програма. Многу. Така. Значи, за ИПАРД програмата прашува збор за една програма која не е апсолутно искористена во народот информиран за оваа работа и многу малку се средствата искористени. Така. Јас сум среќен што граѓаните искористија таа можност. Директно прашува не само амбасадорот, службите кои што беа тука, од платежната агенција, од ИПАРДот и слично, прашуваа за оваа работа, но добија и многу убави квалитетни материјали кај што може да прочитат. Пред се младите земјоделци едуцирани за оваа работа, знаат како сега после тоа да аплицираат и да допрат до убави грантови. Уште еднаш кажувам, ИПАРДот значи 50% грант финансирање во спроведување на некој земјоделски проект. Така да прекрасна активност беше и ова, и морам да кажем лично амбасадорот од Европската унија или овластениот представник на канцеларијата на Европа во Скопје, господинот Аиво Орав, беше присутен овде во Така, Муртино. Тоа го спомнавме. Добро, не бевте присутни, но бевте покровител на една убава културна манифестација која по пети пат јубилејно се одржа во Националната установа Центар за култура Антон Панов. Се случи петтиот поред фестивал на староградски песни и серенади. Беше навистина прекрасна вечер. Под кулите на Струмица. Под кулите на Струмица. Иако станува збор за национална институција, како организатор на овој фестивал, вие и понатаму ја помагате оваа манифестација. Како и да, општината нема предрасуди без разлика дали е тоа програма на национална државна манифестација, редот е тој, ако можеме да се вклучиме и се обидуваме традиционално да партиципираме финансиски внатре. Беа советниците делумно присутни таму, јас не бев во тој момент заради други општински обврски, но знам дека во квалитет
расте ова манифестација, станува препознатлива. Имаме многу љубители на таа Луѓето кои беа староградска присутни во песна. салата беа воодушевени. Така, Беа воодушевени. така. Ми се пренесени сите импресии Така. и би сакал само уште една работа да ја објавам овде. Струмица е бизнис цертифицирана општина, го добивме известувањето. Жалам што на 12 јуни во Загреб нема да можам лично да присуствам, но двајца представници од општината ќе присуствуват да го добијат сертификатот. Се Што тоа значи? сертифицирани 18 општини од цела југоисточна Европа, меѓу која е Струмица. Тоа значи општина подготвена за бизнис понуди. Од сите страни. Од Македонија бевме најдобро рангирана општина, 3 општини беа во апликација, ние добивме 98,9, 98,2 поени, не проверуваат од сите можни калибри, значи доаѓа бизнисмен, аспекти, да, доаѓа бизнисмен од сите можности, дали бизнисменот носи одлука за инвестирање или не. Колку е подготвена администрација, дали имаме локации, колку сме транспарентни, дали можат за нас се да научат, што значи веб страната, колку редовно тоа го информираме, какви се комуналните предпријатија, што значи образовниот систем на општеството, не? Од сите аспекти. Претпоставувам и колку е транспарентна општината. Така, или каков е кредитниот рейтинг на општината, бидејќи тоа може важно за бизнес. Се, да. Не само кредитна, солвентност, ликвидност, финансиска стабилност. Така. Се, комплетно. Така да им благодарам на сите оние наши административни служби кои што асистираа. Имавме 2 пати контрола за целата оваа работа и сега на 12 Струмица ќе го добијат сертификатот за бизнис акредитирана општина која што има придобивки. Тој сертификат оди до сите компании низ цела Европа, не само на источниот дел на Европа, се појавуваме во сите каталози кои што доаѓаат до компаниите. Тоа значи секој што ќе прочита ќе знае дека Струмица е подготвена да асистира за секој оној кој што ќе има намера да инвестира. Го направивме тоа, беше мако трпно, но знам дека ќе донесе нови инвестиции пред се странски во Струмица. Добро. Се одржа и хуманитарниот концерт, веќе традиционално во организација на Младинскиот совет. Како помина? Еве вака, значи, хуманитарниот концерт представува веќе традиција, организирана, каде што смислата е топлината на празникот, најголемиот христијански празник, да го свртиме вниманието и да бидеме хумани, да помогнеме на оние на кои што им треба помош. Ги давам моите комплименти на Младинскиот совет, тоа беше после избори на брзина, изорганизиран настан, прекрасно помина самиот настан. Незадоволително беше присуството на луѓето кои што купуваат карти на тој начин и донираат, но акцијата беше успешна, така да средствата кои што се собра Младинскиот совет ги знае, ќе бидат донирани токму на намената на која што беа упатени. Традицијата ја одржуваме, се надеваме дека до година ќе можеме тоа пак да го направиме со големи концерти во спортски сали или слично, така да согласно условите се прилагодуваме. Од тоа зависат па и финансиските можности. Треба да целото тоа го организирате, ама приходот оди во хуманитарни цели, така да комплименти за младите луѓе од Младинскиот совет и за оваа организација. Кога сме кај Младинскиот совет, минатата година положи еден сериозен тест кој се вика Струмица Open Fest. Се размислували веќе за вториот Струмица Open Fest? Она што го знам, еве, јас во функција на транспарентноста секој пат сум бил прв, објавувам веднаш, некогаш може би не до крај проверено, но сакам да се што знам споделам со граѓаните. Така е, окей, така е добро. Добро. Знам дека оваа година ќе бидат овде Северина. Yes. Добро. Знам дека ќе биде Желко Јоксимовиќ. Знам дека ќе бидат кад би било Бело дугме. Желко Јоксимовиќ или Жерко Самарџич? Желко Самарџич. Желко Јоксимовиќ беше првиот пат. Желко Самарџич. Знам дека ќе биде Црвена јабока и знам дека многу други групи ќе бидат. Само да најавам, доволно е толку ќе се лутат младите можеби за ова мое објавување. Се надам дека сите договори се склучени за да може и таа објава да биде. Еве јас тоа го кажувам со одредена резерва да не кажат лаже градоначалникот. Тоа е тоа каде што се движи концептот. Младинскиот совет ќе се направи својата официализација. Општината има исто пари како и претходната година проектирано во буџетот. Има интерес кај пивари, сите оние кои што се. Сакам да апелирам до нашите угостители, сите да се вклучат, да не го дадат тоа прилепчани да ни дојдат овде не прават скара или не знам, можеме и нашите да заработат од таа работа. Реално да максимум го искористат овој простор, тие како угостители да заработат. Една од моите идеи во организацијата на овој мега настан е да дадеме прилог економски во угостителството.
Луѓето трошат пари по се кога доаѓаат овде, но најмногу за пиво и пијалаци кои што се пијат за време на Струмица Open Fest. Датите ќе бидат некаде од 11 август до 18 август или 19 ако не се лажам, но нека се подготвуваат граѓаните. Лани беше прекрасно, знам дека ова година секако ќе биде прекрасно. Од се оно што го рековте, најмногу ми се допаѓа Северин. Морам да се признам, добро. Меѓутоа нема да биде сето тоа само сведено на концерти, на оние кои ги спомнувате, тука ќе има богата културна програма, претпоставам повторно со изложби, со поетски вечери, со промоции и така натаму. Искрено Лани толку ужива во сите тие навидом понезначајни, а многу попитоми и убави активности кои што се случија. Многу работи се случија. Така да граѓаните и убавите нешта треба да се повторуваат. Така. Добро, ако сме кај културните наслини, она што не очекува е она што ќе се случи задутре, на 1 јуни, ќе се случи 9-тото издание на Интернационалниот филмски фестивал на краткиот филм Астерфест 2013. Дали е се подготвено за старт? Од проста причина што градоначалникот и општина Струмица се повторно главни покровители на оваа манифестација. Секоја година, како што ми информираше Горан Тренчевски, кој што е организатор главен на целиот овој настан, се е подготвено за настанот. Јас го спремам моето обраќање веќе, значи се е готово. Се надам дека сите гости кои што ќе ни бидат овде ќе бидат стигнати, сите проекции кои што ќе се проектираат ќе бидат квалитетно, целото тоа е изведено, испрезентирано на сите има квалитетни гости од страна, така е. Ќе оставам тоа да се случи баш на први, објавувањето и најавувањето на целата работа. Астерфест е веќе наша гордост, 9 години поред. Се гордееме посебно низ Македонија, каде и да одам, има љубители на филмот и филмските фестивали и тоа зборуваат со големи епитети за Струмица, токму заради Астерфестот, една од нашите поголеми меѓународни културни манифестации, кои што буквално јас од самиот нејзин почеток, еве 9-та година. Да, 9-та година сте вие, 9 години. Првата година стартуваше со првата година од мојот мандат, така да сум горд што прерасна во ваква респектабилна културна манифестација со која што Струмица и струмичани се горде. Така, јас не се сомневам дека 9-то издание на овој фестивал ќе биде успешно како и што беа и претходните 8. Само Горан Тренчевски, има таму многу луѓе вклучени. Јас морам да ги пофалам сите оти тоа што го прават, не се плаќа со пари таму. Тоа вреди многу. Целата организација, домаќинлукот, на сите гости, сето тоа да се организира навистина за почит, но Струмица е денеска тоа што е благодарение на сите тие луѓе кои што секој некаде учествува и прави нешто со кое што Струмица се горде. Така, јас се надам дека ќе имаме успешно 9-то издание на Астерфест како увертира во она што ќе се случи до година, тоа е јубилејното 10-то издание на Астерфест. Отприлика тоа беа моите прашања, градоначалнику, јас предлагам сега да се одмориме со неколку музички numeri, потоа се враќаме повторно во студиото. Почитувани гледачи, се уште имате време да поставувате прашање. 347-111. Се гледаме за неколку минути. Емисија отворено со градоначалникот, прва емисија во третиот циклус од овој телевизиски проект на ТВ каналот ВИС. И она што треба да го знаете, дека оваа емисија е во живо. За информација на оние гледачи кои вртејќи по каналите го виделе Зоран Заев во една друга емисија на национална телевизија. Сега сме во живо, а таа емисија која сте можеби виделе, тоа беше снимена емисија, така ли беше? Таа денеска во Скопје беше снимена емисија, јас сум овде во живо. Така. Одиме со прашањето од нашите гледачи, одиме со првото, вели вака. Ние што имаме комбиња и лиценци за 4 години, се уште истите не се продолжени, а имаме инспекции од Скопје. Може ли да превземете нешто околу тоа? Само еден предмет не е решен, кој е тој? Но ако се работи за комбињата под 8 седишта, со закон веќе не се издаваат лиценци, така да ако е токму тој предмет, да знаете дека утре најверојатно ќе биде одлучен и тоа е во рок од 30% од времето согласно законот кој што го имаме за одлучување за ваква работа. Поздрав од Роби и семејството. Роби и семејството поставува 3 прашања. Најпрвен поздрав до градоначалникот и до ТВ каналот ВИС. Прво прашање. За сметот во основното училиште Герат Сунев во Просенниково, за кое доаѓа возило од Василево, а нема возило од општина Струмица. Зошто е тоа така? Заради тоа што во организираниот превоз за депонирање на сметот е така организирано и согласно одлуките кои што ги има.
училиштето во Просениково ги покрива децата и од Просениково и од ППРО, значи на територијата на двете општини. Така, и број 2 не е прашање, туку само благодарност, вели благодарност за одводната канализација во Просениково. Одводната канализација, ако мислите на чистење на канавките и каналите, тоа е окей. Фекалната канализација доправо почнува во Просениково да се гради. Така, и трето, за субвенциите од поплавите, кога ќе бидат исплатени? Тоа е под државата. Така, државата треба да исплати. Одиме понатаму. Пред нова година поставив прашање за пешачки премен на новиот кружен тек кај Стара Иднина. Ветивте дека по нова година тоа ќе се среди, а по 5 месеци нема ништо од тоа. Постои таму една кебапчилница со низок оджек, а инспекторите тоа не сакаат да го спроведат. Значи, да го пријават тоа само кај инспекцијските служби за комунални дејности, значи комуналните инспектори, тие ќе излезат веднаш на терен и ќе постапат. Пешачкиот премен не е направен од проста причина што околу кружниот тек има нанесување на втор слој асфалт. Со изградбата на самиот кружен тек имаме одредени нивелирања кои што мора да бидат направени со втор слој на асфалт, а после тоа ќе биде и шпартањето на пешачките премини. Добро. Жител од Просениково повторно, како може да се пуштат писма за неплатена вода од 305 денари, а има семејство со неплатен долг од 30.000 денари? За сите кои што немаат пуштено писма, согласно законскиот рок, кога тоа не е платено, се пуштат писма, опомени, укажувања и слично. Без разлика на сумата. Без разлика колкава е сумата. Добро. Дали се планира реконструкција на улицата 5 ноември од основното училиште Маршал Тито до мостот, бидејќи не е никогаш санирана? Да, ова улица е ова година влезена во буџетот и во програмата и со ребалансот останува. Значи во текот на летниот период ќе имаме реконструкција не од основното училиште, туку од црквата Свети Кирил и Методи, се до Чурлински мост, после Чурлински мост се до раскрсницата која што доаѓа со Бетовенова. Три прашања до исти гледаш, зошто за време на Струмичкиот карневал не ги донесовте звездите на гранд продукција како Дарко Филиповиќ, Тања Савич и Славица Чуктераш и зошто тоа не го направивте досега? Тоа е прв пат идеја дојдена, јас ве молам на организациониот одбор на Струмичкиот карневал, секоја идеја е добре дојдена, да дадете слободно сугестии. Ние општината сме финансиери на карневалот, се има институции, одбори кои што го организираат целата ова работа. Најверојатно идејата е добра, така да слободно сугерирајте до одборот. Гледачот прашува, веројатно прашањето е стигнато многу порано од емисијата, дали ова година ќе има Струмица Open Fest? Така е, го најавивме од 11 до 19 август. И најважната информација доаѓа Северина. Добро. Добро, и трето прашање, зошто не се организира аудиција на млади таленти во центарот на градот? Убави се идеите, ве молам да ги проточите. Значи, ако има луѓе подготвени за организации на вакви работи, ние како општина секој пат сме биле подготвени да ги поддржиме во организацијата и слично, но само ова ако го спомнете, мора да знаете кој тоа ќе го организира, дали има заинтересирано млади таленти кои што би учествували и слично, а општината е подготвена да поддржи вакви прекрасни проекти. Дали може да се искористи гасот, да се изгради топлана за парно грење, и таа топла вода од топланата да го грее целиот град во зимата со вклучување на тоа парно грење? Тоа ќе биде најголем удар за дрвократството и така најдобро ќе ги зачуваме шумите. Не заради тоа што постои можност, но не е рационално економски, заради тоа што топланите се градели на времето кога постоеле скапите енергенси заради централните системи на грејење. Сега гасоводот доаѓа до секој објект, директно се приклучува, секој може на него и токму таа е целта на гасоводот, да меѓу другите работи, секој економски ефекти, спречиме и бесправна сеча на шумите. Кога ќе почне изградбата на жичарата Ловен дом Цареви кули? Тоа е ветено за целиот овој мандат. Сега почнуваме со проектните документации, значи ова година ќе се направи проектна документација за дислокација на Турското мало, проектна документација за голф теренот. Идната година ќе правиме проектна документација за жичарницата, железничката жичарница од Ловен дом до Цареви кули, значи некаде 2015 година. Значи не е жичара, туку е нешто друго. Железничка жичарница. Што е тоа? Тоа го знаат граѓаните од моето ветување во изборите. Така е. Се работи за еден современ пристап на поврзување на градот со ридови над градот. Присутен е во Рио де Жанеиро, присутен е во Загреб. Добро. Значи се работи за вагон кој што по шини се движи, а го влечи сајла. Во двата правца, целта е видиковец над градот Струмица
и модерен пристап до нашиот споменик на културата. Значи не е Царевик. ни одблиско оној ист проект кој го ветуваше Силвана Бонева пред локалните избори, претходните локални Јас не избори. се сеќавам што има ветувано. Добро. Јас знам што имам ветувано. Да, тоа го спомнувам од проста причина што беше спомнато дека тоа е проект кој Зоран Заев се зборуваше за жичара. Така. Која што ќе биде поставена буквално како стандардните жичари. Така. По пат на Значи, Сајла се различно, движи тоа сакам да знам. кабинетка и слично. Така. Ова е друг. Добро. Друг тип. Одиме понатаму, многу среќа успех до градоначалникот Зоран Заев во понатамошната работа од семејството Попчевалиеви, а посебно од Марија Попчевалиева. Благодарам многу. Голем поздрав, честитки за третиот мандат. Ме интересира за моето вработување. Дипломиран правник, 5 години чекам за вработување. За трите мандати гласав за вас и ќе гласам уште бидејќи сте добар градоначалник. 20 родители ми се невработени. 2 пати се запишав за контакт и се уште ништо. Најавивте дека после изборите ќе ме повикате, но се уште ништо. Ви пожелувам се најдобро во мандатот. Зад гледам, само да не се И има чуде тука и име и презиме, телефонски број. Така е, значи секој пат стојам на располагање да помогнам на сите граѓани при вработувањето. Општината под своја надлежност ги има основните и средните училишта, јавните предпријатија, детските градинки, библиотеката, пионерскиот дом и противпожарната служба. Другите јавни институции се поддржаваат. Така да во рамките на тие институции можеме да вработуваме секаков вид на профил доколку некој го испразни местото и оди во пензија и стојам на располагање при сите конкурси да помогнам, без разлика дали сте гласали или не за мене, реално јас сум должен секому да помогнам во оваа општина наша, која што јас ја водам, а при тоа секако да помогнам и во приватниот сектор. Јас повеќе се надевам дека за правници ќе се отворат можности во приватниот сектор да помогнам и стојам на располагање. Ве молам да пополните барање за прием, најверојатно за време на изборите, отпори и бојкоти, не бе во можност да правам приеми на граѓани, сега стојам на располагање, кога тоа е возможно да ви исконтактирам, за да може да разговараме за вашиот проблем. Одиме понатаму, зошто улицата Ванчо Китанов не е асфалтирана, во загради има дупки, на потегот од аголот на улицата Сандо Масев па се до Монополот. Значи, има дупки и секоја година со отварањето на дупките има и крпење на дупки. Втор слој на улицата не е предвиден, заради тоа што не е дотраена улицата до толку за да има втор слој. Не е така катастрофална улицата, секој ден пола град поминува по оваа улица, со редовното крпење на дупките ќе бидат закрапени дупките. Поздрав до градоначалникот, тие сме група граѓани од селото Велјуса. Знаеме дека не е во надлежност на општина Струмица за патот Струмица-Велјуса. Но има советници од ВМРО ДПМН дали може заеднички да влијаат за асфалтирање на овој пат, кој е оставен така 1 година. Јас ќе влијаам колку можам, тоа е поддржавата целосно и е жално и за граѓаните пред се и над се, но тука се и нашите два споменици на културата, двата прекрасни манастири, кои што се ликот на Струмица и споменот на сите што ја посетуваат Струмица не би бил добар кога навистина треба да одат по овој пат, кој што е растурен и за жал е оставен така повеќе од 9 месеци. Така. Во прилог на тоа што го рековте, викендов кој помина, мој гост и гост на мои пријатели беше познатиот гитарист Владко Стефановски, го носевме на манастирот во Велјуса, беше воодушевен, вели такво нешто, јас го прошетав светот, така убавина немам видено, но беше разочаран и од околината и од самиот пат. Тоа треба да се среди. Драган, вели честитки... Треба да се среди, но реално не е под општина Струмица, што еднаш така. потенцираме. Поддржавате. Драган вели честитки за третиот мандат и успешна работа понатаму. Алал да ви е за досега издржаното. Благодарам, Драгане. Изборите завршија, проблемите остана. Господине градоначалник, дали конечно ќе превземете нешто да се поврзе улицата Антон Панов со улицата Мара Минанова? Затоа што ние жителите од улицата Антон Панов навистина нема од каде да стигнеме до нашите домови. Бидејќи тампонираниот слој кој ги поврзува овие две улици е толку многу оштетен што и пешки тешко се проаѓа. Се надевам дека вашето ветување дека оваа работа ќе се заврши, конечно ќе биде во ред. Однапред благодарност жители од улицата Антон Панов. Така, тендерите се распишени за сите овие улици. Се надевам дека, мислам дека 30 денеска сме, 30 дел од тие тендери беа денеска отворени, ако се биде успешно завршен со тендерите во најбрзо време, ќе се заврши и тој потек. Да ви кажам дека знам, тоа е во моето мало,
Чичко ми живее на Антон Панов, одам во посета и буквално знам дека треба брзо да се интервенира таму. Ова како да е реприза од некоја поранешна емисија. Вели, поздрав, има една улица партизанска кај Ловен дом да се направи бидејќи е во лоша состојба, мал дел е направен, но не целата. Така, ама тоа не е проблемот на партизанска, Не, тоа е друг дел, делот на добро. патеката, веднаш под Ловниот дом, така да знаат граѓаните дека е влезено ова година во програмата. Јас знам дека некаде крајот на летото или почетокот на есента ќе се дозаврши тој дел што не е поплочен досега. Интересно прашање, но не до вас предпоставувам. Кога ќе се дислоцира монополот од центарот на градот во некоја индустријска зона, бидејќи е неподносливо да се живее во близина на овој објект? Тоа така не се дислоцира, мислам, не може да го црпнете монополот и да го дислоцирате на друго место. Имаме веќе поплака од граѓаните за одредени состојби околу монополот. Мал дел од надлежностите се наши, поголем дел се на инспекцијата, државната инспекција за животна средина. Овие денови елаборатот се очекува да биде целосно коригиран и проверен, за да може да добијат граѓаните кои што доставиле петиција до нас за овој проблем. Проблемот е дека се ствара неподнослива бучава во делот на работењето и најверојатно ферментирањето на тутунот кој што се случува во монополот. Мора да бидат пропишани одредени стандарди, така да ние, нашите инспектори, ќе дадат одговор некаде во рок од 5 до 7 дена. Васе Циев со семејството ви ја честита победата за градоначалник и ви посакува успешна понатамошна работа. Благодарам, господине Циев. Гледач од Куклиш, ако можете да реагирате да се поправат улиците во Куклиш, бидејќи се катастрофални, ве молам да реагирате, полни се со дупки. Ова ќе го земам за да може да го дадам како налог да излезат службите да видиме кои тоа улици се ведни за реконструкција. Така. Почитуван градоначалник, 3 прашања од изгледач. Како граѓанин кој се занимава рекреативно со планински велосипедизам, ме интересира дали новиот асфалтен пат, двата пата на кај Лозињата, е пат со рекреативен, пешачење и велосипедизам или економски карактер. Инаку, браво за реализацијата на патот. Тоа е првото. Патот е за користење од секој карактер. Знаете дека едно од моите ветувања токму на тој пат да направиме и ваква тежинска или ридско-планинска велосипедска патека. Едната е низинска или ќе го поврзува Струмица, Куклиш, Свидовица, Банско, Габрово, целиот дел, токму таа е таа ридско-планинска патека. Патот е од економска природа, од неколку причини, кој поврзува населено место Попчево, Рич, Раборци, Белотино со градот Струмица. Е за поврзување на Царевите кули, Свети Илија, Чамчифлик, целиот тој дел има за цел да допринесе уште поголема рекреативност на граѓаните и присуство на редовите над градот Струмица, но исто така е за рекреативен дел од делот на велосипедизмот, пешачењето и слично. Знаете дека уште само долниот дел на клучката ни останат, се надевам дека, еве, благодарение на вас, не подсетувате дека и овој проект е веќе во финална фаза, ќе го користат граѓаните и знам дека јас сум среќен, но знам дека и граѓаните се среќни за овој нов инфраструктурен објект. Второто, како природата на кај Чамчифлик да се заштити од фрлање ѓубре, веќе има фрлено вреки со отпадоци и загадување. Како граѓанин предлагам да се воведе екотакса за секое моторно патничко возило кое сака да го користи новиот пат. 100 денари за возила до 2000 кубика и 200 денари за над 2000 кубика. Од оваа такса би биле изземени граѓаните на Попчево. Тие пари може да се инвестираат во изградба на клупи, канти за отпадоци покрај патот и за одржување на истите. Идејата е одлична, законски е несправедлива, тој општините немаат ваква надлежност да носат такси, нови давачки и даноци, тоа може само со закон да се регулира. Еден дел округ на кој што дискутираме често градоначалниците преку ЗЕЛ заедно со министерството е токму да добиеме вакви надлежности, да имат многу прагматична природа. Една од тој прагматизам е токму тоа што вие го сугерирате, каде што би генерирали одредени приходи заради самиот инфраструктурен објект и негова заштита, која што во иднина би се инвестирала со собраните пари. Но невозможно, идејата е прекрасна иначе. Добро, и третото прашање од истиот гледач, природата по новиот пат, двата пата на кај Лозињата, е уништена од минатогодишниот пожар. Се планирали нешто за нејзина обнова? Така, веќе направивме една обнова на тој потек и продолжуваме секако понатаму. Во општинскиот буџет секој есен и пролет имаме
наши средства предвидено со засадување на дрвца. Шумското предпријатие како надлежно на шумите видовте на еден дел кај белата земја, така го викаме, на овој патен правец го исечија секое стебло кое што беше изгорено, немаше никакви шанси за возобновување. Целта е да токму тој потек таму кај што е најмногу изгорен да биде целосно оплеменет и возобновен. Интересно прашање. Почитуван градоначалник, ви го честитам новиот градоначалнички мандат. Ве поздравувам и ви посакувам успех и здравје вам и на вашата ценета фамилија. Сакам да ве известам за еден проблем со градските гробишта. 2010 година се донесе закон на општинско собрание да се плаќа данок за зачувување на гробно место по 600 денари. Народот многу не е запознаен со тоа. Да не биде полна старото како и за водата, кој плаќал, а кој не, ке му се простат долговите. Ние совесните граѓани што плаќаме редовно вода, а сега и гробарнина, ќе излеземе најглупи. Граѓаните треба да се информираат. Со поздрав и почит, ваша сограѓанка. Многу интересно. Порете, благодарам на информациите, но секако сите ваши права, кои што ги имате со одлуки, со закон, стекнато да ги искористите, заради тоа што ако сте плаќале, секако го имате тоа право на располагање. Правните служби во Комуналец, кој што е надлежно јавно предпријатие за одржување на гробиштата, стои на располагање да излезе во сусрет. И последното прашање, поздрав до градоначалникот, станарите од улицата 24 октомври број 5, спроти пицеријата Елизабет, по трет пат поднесуваме барање за градење тераса од задната страна на зградата и не ни дозволуваат бидејќи земјиштето се води на име на Република Македонија. А бараме да го откупиме, но засега решение нема. Не интересира зошто, а аршинот не е ист за сите. Имено во зградата број 7, која граничи со Ленинова, и е на ударно место и се адаптира амбуланта на братот на поранешната началничка на урбанизмот, име и презиме, нема да го читаме, која има узурпирано околу 10 метри квадратни од државното земјиште. Не интересира зошто само во Струмица не се дозволува доградба на тераси, балкони или било што друго. Секаде дозволуваме, значи доградба на тераси, балкони, легализираме и слично, одобренија даваме, но при тоа мора да ги имате исполнете условите по закон. Тоа значи прво 50% плюс 1 собственик од станарите, и тоа го имате вие исполнето. Вториот услов е собственоста на земјиштето или долгорочен закуп на земјиштето. Овде го немате трансформирано земјиште, односно се уште немате решение од имотно-правна служба, каде што ќе може да си го откупите, да го упишете на ваше име, за да можат службите да имат имотен лист за собственост на земјиште на станарите. Дори тогаш по закон може да дадат одобрение за градба. За овој пријавен случај, кој што сега официјално го кажувате, јас ќе го земам ова, за да видам дали инспекциите се излезени на лице место, дали го имат во нивната делокруг на работење веќе лоцирано како проблем, за да биде секако тоа во ред за сите. Значи, не може некој да гради на узурпирано државно земјиште, посебно после законот за легализација. Сакам да знаат сите дека законот за легализација дава можност да се легализират објектите, но секоја нова дивоградба значи одговарање со казна затвор. Казните се толку ригорозни, така да некој да се дрзне на државно земјиште да гради дивоградба, а да градиш на државно земјиште не може другчи освен дивоградба, така да одговорноста ќе биде голема. Така. Тоа беа прашањата од нашите гледачи и тука е крајот. На овие две прашања кои ги зададовте, наредната емисија ќе одговорите. Тоа беше првата емисија отворена со градоначалникот во третиот циклус. Да, тргна работата добро. Значи, прва емисија, но и последна, жал ми е последна на локалната телевизија ВИС, бидејќи следната емисија на регионалната телевизија на ТВ канал ВИС. Вчера го добивме решението. ТВ каналот ВИС од 1 јуни е и официјално регионална телевизија, ке не гледа целиот југоисточен регион од Република Македонија. Ако ова прво објавување, дозволете првиот човек на општината да го честити, значи регионалниот статус на телевизија и дигиталното емитување на вашата програма. Нека ја со среќа и посакувам убави предизвици во новиот амбиент на работење. Така, благодарам. Ето тоа беше се за ова издание на емисијата Отворено со градоначалникот. Веќе од утре на полнок поминуваме на дигитален сигнал. Сите оние кои ја следат програмата преку антена, нека може да го следат програмата на ТВ каналот ВИС. Затоа
или побарајте помош од кабелските оператори или набавете ресивер за да следите програмата на ТВ каналот ВИС. Господине градоначалникот, ви благодарам за учеството во оваа емисија. Се гледаме следниот месец. До тогаш довидување. Благодарам и на вас и довидување до гледачите кои што не следат. Довидување и вам, почитувани гледачи.